Комуникацијата и како е клучен фактор во делот на успехот и препознавањето на стилот на комуникација на луѓето со кои што комуницираме. Тимбилдингот треба да биде организација, треба да бидат активности во кои што учествуваат сите. Конфликт е еднакво на кавга, не е конфликт еднакво на кавга и не треба да биде. На крај на ден ние не делиме леб во компанијата. Почитувани, добар дојдовте во следното издание на Кариера МК подкаст. На моје огромно задоволство, мој денешен соговорник е Павле Зимбаков, човек со повеќе од 20 години искуство во бизнес едукацијата, консултант и коуч. Павле, добре ни дојде. Добро ве најдов и ви благодарам за поканата и ми е драго што денеска ќе имаме прилика да си позбориме троповеќе Исто така. за она што го работиме. Малку за тебе, за твојот кариерен пат, да ни споделиш. Како што спомена, преку 20 години веќе сум у делот на бизнес едукација, што подразбира делот на држање на обуки во делот на soft skills и во делот на менеджмент и лидерство. Некако така се тераше мојава патека. Почнав со soft skills, па продолжи после тоа со менеджмент и со лидерство, за да денеска, тоест пред 4,5 години, го почнам и делот на коучинг со луѓето во делот на лидершип и на career development coaching. Што би рекол, еве, како консултант, коуч, ментор, што е она што е клучно за успехот? Комуникацијата, можеби знаењето? Комуникацијата има огромно влијание во делот на успехот, посебно во компаниите. Ние секојдневно комуницираме со луѓето, почнувајќи од луѓето кои што ни се внатре во компаниите, понатаму продолжувајќи со луѓето кои што се надвор како соработници или како наши клиенти. Така да комуникацијата и како е клучен фактор во делот на успехот и препознавањето на стилот на комуникација на луѓето со кои што комуницираме, нашето прилагодување на нивото на комуникација со луѓето со кои што комуницираме. Така да има повеќе клучни фактори, меѓутоа сметам дека и како комуникацијата има огромно влијание во сето тоа и според мене е некаква основа за да можеш да знаеш да продаваш, мораш да научиш да комуницираш. Јас секогаш велам дали треба да поминеш обука за продажба без да поминеш обука за комуникација. Ако не си добар комуникатор, тоа е исто како да ти го донесам најскапиот алат за поправање на коли, а ти никогаш не си отворил мотор. Така да џабе ти е алатот, џабе имаме техники на продажба, ако немаме начин на комуникација, тоест да стигнеме до техниките на продажба за да ги употребиме. Дали можеби постои некое златно правило за комуникација со клиенти кое што секогаш функционира? Нешто што би издвоил вака? Она кое што мене во последниве години можеби ми недостига во поднебјево наше е моментот на тоа дека ни се губат вредностите, ни се губи почитувањето. Златното правило е почитување. Златното правило е не само во комуникацијата, него и во самиот менеджмент внатре организацијски во компаниите, меѓусебната доверба и почит која што треба да се стекне и со луѓето во компанијата, меѓутоа и со луѓето со кои што надворешно комуницираме. Тргнувајќи од дома, ако земаме да ги анализираме работите, ние комуницираме со меѓусебна доверба и почит за да ни функционира семејството. Точно. Така да ако истото тоа не го практикуваме и во компанијата, ако не го практикуваме со луѓето, колегите, со работниците и со клиентите, мислам дека нема да стигнеме далеко. Така да, комуникацијата е битна, меѓутоа мораме да креираме меѓусебна доверба и почит. Според тебе, кои се клучни soft skills што треба да ги поседува секој вработен во една компанија? Во клучни soft skills, пак ќе се вратиме назад на тоа дека комуникацијата е основа, меѓутоа дополнително на тоа е начинот на преговарање, дополнително на тоа е како решаваме конфликти, како ги менуваме конфликтите од деструктивни во конструктивни конфликти, затоа што не секогаш конфликтот треба да заврши како кавга. Често сваќање дека конфликт е еднакво на кавга, не е конфликт еднакво на кавга и не треба да биде. На крај на ден ние не делиме леб во компанијата, делиме идеи. Така да ако знаеме како да го превртиме конфликтот од деструктивен во конструктивен, тогаш ќе извадиме многу голем бенефит. Така да тоа е уште една работа и уште една мека вештина која што треба да имаме да знаеме да препознаеме конфликт, да знаеме да препознаеме начин на кој што со кој што истиот треба да се справиме. Што друго можеме да ги вметнеме тука и делот на продажни вештини, без разлика што
можеби некој не работи во продажба. Продажба е исто дел од голема комуникација која што треба да ја спроведеме кога продаваме идеи внатре во компаниите. Така да има вештини кои што треба да ги поседуваме сите како вработени. На крај на ден тоа не се вештини кои што ќе ги оставиме ние на работа во 5 сат, ќе се излеземе од работа, ќе затвориме вратата и тие ќе останат. Тие се вештини кои што секојдневно ги употребуваме и дома, и во друштво, и кога сме излезени со пријатели, така да не е нешто кое што го учиме само за на работа. Спомнуваш менеджмент и лидерство, па сакам да знам дали се водиш по некоја програма, методологија, ако да, зошто токму таа? 2009 година да се сертифицирав по една јапонска методологија која што исто така ја користам, иако малку повеќе слеано во делот на обуките за менеджмент и лидерство. Главно ја користам Adigest менеджмент методологијата и тоа е нешто кое што го учев многу одамна. Се обидов да го спроведам додека работев во различни компании и на раководни позиции како вработен, за да видам колку е функционално, за да видам што е она што треба да се прилагоди. До сега се покажало ултра успешна во сите компании каде што е спроведена, посебно каде што е спроведена на целиот менаџерски тим и помали и поголеми компании, иако тоа е обука која што таа методологија го предвидува да биде не класична обука, него форум, тоест дискусија измеѓу менаџери кои што се дел од самата обука. Така да, Adigest менеджмент методологијата мене ми е прилично блиска. Што е она што мене ме привлекло е тоа дека таа методологија нуди принципи и начин на учење кои што се многу практични, многу блиски, многу едноставни за објаснување. Не навлегуваме во демагогија, не навлегуваме во некакви си теории во делот на тоа што е менеджмент теоретски, него го збориме од практичен аспект. Така да сите тие работи кои што се поминуваат низ програмата на докториса Adigest се работи кои што се многу лесни за абсорбирање и кои што се прилагодени да бидат практично применливи. Често пати во бизнес светот се споменува терминот team building. Колку еден ваков настан е значаен за компаниите и што можеме да добиеме од еден team building? Прилично сум активен на LinkedIn на мрежата и таму имаше неодамна некоја дебата со отворена различни постови во делот на team building. За жал во Македонија се уште има перцепција дека team buildingот може да биде само трошење на компаниските пари во кафана, кое што е далеко од вистината и кое што треба да биде далеко од вистината. Team buildingот како активност во компаниите и како е значаен и препорачувам дека треба да се случува минимум еднаш, супер би било да биде тоа и 2 пати во годината, со сите од компанијата. Знам, има поголеми компании кои што одат како оддели и ред такви работи, меѓутоа за оние мали и средни компании е супер препорачливо да се случува минимум еднаш или препорачливо 2 пати во компанијата, заедно сите вработени заедно со менеджмент. Да не има двоење и ред такви работи. Значењето на тимбилдингот во една компанија се однесува на тоа дека креираме, се запознаваме на некаков друг начин. Значи, се креираат активности кои што имаат значење, преносно значење во компанијата, каде што пак укажуваат на тоа што значи добра комуникација, што значи тимската работа, колку е важен секој еден член во тимот за да се исполни задачата и навремено и правилно и ред такви работи. Така да активностите треба да бидат прилагодени, треба да бидат во насока на компанијата и на значењето на компанијата и треба да учествуваат сите. Сум се среќавал во ситуации, имам организирано, не знам, еден тон тимбилдинзи, сум се среќавал во ситуации каде што некој од менаџерите ќе се одвои. Као ова не е за мене, нека работат они. Не. Тимбилдингот треба да биде организација, треба да бидат активности во кои што ќе учествуваат сите. И како е важно. Дава енергија, дава освежување, луѓето се запознаваат на еден друг начин. Имаме често ситуации каде што дел од луѓето во одредена компанија работат на 5 канцеларии едни од други, работат сосема друга работа, едни продажба, други финансии, каде што буквално немале прилика да искомуницираат како што треба. Така да ова е момент каде што луѓето се запознаваат.
Малку подобро за подобра комуникација и функционирање внатрешно во тимот. Апсолутно да. Неодамна имав тимбилдинг кој што го правев за една компанија за 3 различни пазари: Косово, Албанија и Македонија. Сите луѓе, тоа е 120 луѓе, сите луѓе беа овде. Зошто? Затоа што секојдневно комуницираат, меѓутоа тоа е Вибер, тоа е телефон, тоа е ај молим тоа заврши ми го, ај молим тоа среди го, вие како го правите, меѓутоа дел од тие луѓе никогаш се нема сретнат. Самата близина на тој тимбилдинг од 2 дена, од 3 дена кој што го имавме, ги некако отвара нова конекција меѓу луѓето. Друго е кога знаеш со кого комуницираш, си го видел физички, си спил кафе, си стерал активности, сте били измешани во исти тим. Друго е кога е тоа некој си Павле од другата страна на телефонот, кој што никогаш не си го сретнала, никогаш не си го видела и тоа е тоа. Павле, спомена дека си коуч. Во која област коуч? Јас работам генерално две области, а тоа е лидерството и развој на кариера. Ајде малку за нив. Па, развојот на лидерството најчесто е индивидуален, иако може да биде и тимски и групен, меѓутоа најчесто одиме на варијанта на индивидуално. Се меша делот на менеджмент, се меша делот на носење одлуки, затоа што главно не знам ни кој може да направи дистинција измеѓу тоа што е лидер и менаџер, посебно денеска во денешно време каде што промените се многу динамични, каде што еден лидер, менаџер, не знам, слеш менаџер ако го ставиме, дека треба да раководи со тимот, да ги мотивира да донесат одлуки и такви работи. Така да најчесто одиме кога станува збор за коуч во делот на лидерството, најчесто се индивидуални. Во делот на развој на кариера имаме индивидуални, имаме сесии кои што се тимски или имаме сесии кои што се групни. Има разлика измеѓу тимски и групни, чисто за да се направи разликата, тоест да споменеме. Тимски се кога работиме со еден тим кој што постојано функционира како тим, а групни може да бидат луѓе од различни тимови кои што се во моментов на некоја одредена задача или каде што без разлика што не се на одредена задача заедно, некако процесите им се поврзани во соработката во компанијата. Ми делува ближно консултант и коуч. Можеме ли да направиме разлика? Која е разликата помеѓу консултантството и коучингот? Има солидна разлика, иако да, делува ближно, нели, ако не сме доволно информирани, можеме да ги измешаме, да биде и консултант и коуч, за некога да кажеме дека консултанта е коуч или обратно. Разликата измеѓу тоа што консултантот како консултант заедно со луѓето со кои што работи, со компанијата кој што работи, доаѓа до сопствено решение кое што им го предложува на нив како решение. И компанијата треба да го имплементира. Според мене многу поголема вредност има коучингот. Во коучингот не даваме решенија. Значи јас како коуч не давам решение на оној со кој што работам, него едноставно ги наведувам како да размислуваат за да самите дојдат до решение. Имав интересна ситуација со човекот кој што мене ме коучеше, затоа што јас земав и значитав све живо и диво кога сакав да станам коуч, мислев дека готово све сум научил. И во една сопствена симулација, правејќи се со замислен соговорник карши мене, сваќам дека ја не знам ни да почнам. Убаво што прочитав се, убаво што изгледав подкасти 300, ама не знам да почнам и си најдов сопствен коуч. И во една комуникација со мојот коуч му велам, окей, што ако човеков со кој што ја работам го каже решението за кое што и јас сметам дека е правилно решение, вика нема да му признаеш, да ме прашаш, а друга опција која е? Така да наведуваме начин на размислување за да луѓето понатаму може да функционираат сами. Градењето на некој кој што го коучаме е токму тоа, градење на човекот да во иднина може сам да си ја даде иницијативата да доаѓа до решенија без при тоа да има потреба од некој со кој што ќе се консултира. Тимбилдингот супер, но што е со едукацијата? Колку компаниите вложуваат средства за едукација на нивните вработени, но еве и на топ менеджментот? Дали вложуваат компаниите во нивна едукација? Пред 22 години, 23 години, кога почнав јас почнав на мака со мојава обука, така прв пат одржав обука. Требаше да направам обука за мојот тим од продажба, како раководител на одделот за продажба, како директор на продажба. И во тоа време, како почнаа да се одвиваат обуките, некако беше
дури момент на тоа да собственикот на компанијата се пофали некаде на маса во кафана, им платив ја на моите обуки. Меѓутоа со тек на време почна да станува потреба, тоест почнаа луѓето да ги гледаат бенефитите од обуките и почнаа да се креираат, нели, се развие HR одделот, се развија ретакви работи и почнаа да се креираат потреби од обуки. И така кој е важна обуката и едукацијата на секој во компанијата. Па ќе кажам, не мора да е тоа, ние имаме често случаи каде што технички едукации добиваат како да направат софтвер, како да направат ова или не знам како да работи на одредена машина. Меѓутоа, сепак и делот на soft skills во едукацијата има големо влијание. Би сакала да знам, овие едукации, колку често треба да се случуваат? Дали тоа е всушност еден ден, 2 дена, повеќе пати во годината? Колку е доволно за да ги задоволи потребите за едукација? Кој период временски? Обуките за soft skills најчесто еднодневни и дводневни се окей како почеток, меѓутоа како иницијатива. Секако таа едукација треба да продолжи, не треба да застанеме на еднодневна обука, на дводневна обука и као еве веќе ги пративме луѓето на обука и ние очекуваме дека треба да бидат обучени. Секој процес на едукација треба да биде системски. Значи, треба да следува follow-up, треба да следува можеби некоја куса трибина во компанијата, треба да видиме кој што запамтил и што применил во меѓувреме за да се потсетат вработените за она кое што не бил нивни приоритет за време на обуката и така натаму. Така да, обуките треба да бидат системски планирани во компаниите како циклус на обуки. За жал се уште се среќаваме во ситуации као јас бев минатата година на обука, оваа година се другите вработени, другите колеги наред, така да биле минатата година, оваа година нема да идат, ќе видиме за третата година дали ќе дојдат наред. Меѓутоа, тоа не ги задоволува потребите, како што не ги задоволува потребите за било што во кое што се бара континуитет. Така да, еден ден, 2 дена обука е супер иницијатива и е супер почеток, меѓутоа треба да се продолжи. Посебно, исто така скоро во еден разговор разговаравме за делот на како се креираат менаџерски и лидерски обуки. Не може лидер да стане за еден ден. Да не се лажеме, значи за еден ден не се станува лидер, тоа е циклус, тоа е процес кој што треба да се случи. Не може менаџер да стане за еден ден и да научи све, затоа што имаме еден тон работи кој што значи тргнувајќи од тоа како се прифаќа промена, тргнувајќи од тоа запознавање на типовите на луѓе со кои што раководиме и со кои што секојдневно имаме комуникација, како да донесеме одлука како менаџер, како да донесеме одлука со тим, кои се комплементарни тимови кои што треба да ги креираме за да сме функционални, како да се доведеме до, не знам, ефективна имплементација на претходно донесената одлука и ред такви работи. Така да, ако толку многу теми, ако толку многу одговорности и обврски има еден менаџер, како можеме да станеме лидер и менаџер со еднодневна обука? Невозможно. Така да и како треба да биде циклус. Таа обука треба да биде циклус кој што треба да ги помине сите теми и треба да биде и соодветно организирана како обука и исто така аудиториумот на таа обука треба да биде соодветен. И тоа е многу битно. Павле, за крај на каде одиме? Одиме на убав пат. Па ќе кажам колку јас и да наоѓам недостатоци во општество, ние ги имаме, да, меѓутоа се развива некаква поголема свесност, стануваат посвесни и менаџерите и сопствениците на компаниите. Од година на година се повеќе и повеќе се вложува во бизнис едукацијата, што мене ми е многу драго и што многу ме радува. Така да мислам дека одиме во убав правец и на убав пат и дека чекориме здраво. Многу ти благодарам, ми беше задоволство, ти посакувам уште многу успеси во иднина и до наше следно видување. Се надам. Ти благодарам на поканата и на тебе и на Кариера МК и се надевам дека ќе имаме и понатаму идни соработки.